И време е за втората наша гостинка, која што ќе не воведе во светот на музиката, а воедно и ќе најавиме еден посебен, многу необичен концерт во Македонската филхармонија, кој што ќе се случи на 6 март. Топло добре дојде за Ана Контраденко, солист и концерт мајстор на Македонската филхармонија. Добро ве најдов, фала ви многу за покана. Убаво сабајле, убава публика. Сакав да најавам мојот концерт, да поразговараме малку на тоа, затоа што ќе биде малку понеобичен концерт во многу смисли, во тоа што, например, кога прво идеја никна за овој концерт, тоа беше пред 2-3 години, со тогашното раководство на филхармонија, директорка Тина Иванова тогаш беше. И како идеја, прво сакавме да направиме нешто за 8 март, за жени, ама нешто по-опуштено, полежерно. Нешто невидено. Да. Да, тој не е популарна музика, да не биде тоа популарна, и почнавме да се разминуваме идеи со програма, и тука дојде, јас најдов многу интересно дело од Гија Кончели, што се вика Писма кон моите другари, музички писма кон моите другари, и сметав дека одговара за целата идеја, и почнавме да работиме на тој проект. Првата дури идеја ни беше да свириме толку лежерно, толку опуштено, што да свириме и боси. Ама после си рековме, не, март сепак да не настинеме. А март знае да биде чуден, како нас жените, не предвидлив, така? Да не ризикуваме. Идеја остана, основното беше програма, нови дела од Владимир Мартинов, тој е руски композитор и философ. Дури едно време беше и пред помаршување, сакаше да стане монак. Да се замонаши? Да, за замонаши. Тој неколку години беше во монастер, ама после пак се врати во мировен живот. Не знам како. Во граѓански. Да, не ги знам точно зборовите. Извинете. И значи една од композиција е негова, многу филозофски, опуштена, медитативна. А втората композиција е од Гија Кончели, Писмата кон моите другари. И со таа малку поопуштена програма, рековме, нема да свириме боси, ама ќе биде по патики, така што една од првите необични работи ќе биде тоа што нема да бидеме скроз облечени како обично, фракови, костюми, вечерна тоалета, ќе биде така по секојдневна, да, секојдневно облечени. Концерт по патики, јас би рекла. И за прв пат ќе се случи да Македонската филхармонија настапува без диригент. Па добро, не е за прв пат, тоа веќе станува малку по вообичаена практика, затоа што е помал состав, многу по лесно можеме да се снајдеме како ансамбл, да се слушаме еден со друг, и реално за таков мал состав не секогаш треба диригент. Така што Клучната улога, предпоставувам, тука ја има концерт мајстор. Солист, концерт мајстор, Вие да. која треба да бидете мостот помеѓу оркестарот и диригентот. Така, да. Само што овој пат јас ќе бидам солист и диригент во некој смисол, а колега мојот Владко Костов ќе биде концерт мајстор. Од него секогаш имам поддршка и многу убава соработка, така што јас очекувам дека ќе нема ние само да работиме, по наводници, туку ептен ќе уживаме, затоа што програма е лесна за слушање, лесна за свирење, лесна за консумирање, така. Да. Не е популарна, ама многу убава класика. Ама предизвикува многу убава емоција. Многу убава емоција предизвикуваат и фотографиите од сцена, од концертни настапи што ги гледаме. Исто тој концерт беше без диригент, со мојот сопруг, со Олег. Ова фотографија сега што оди. Многу убав концерт, годишни времења тогаш направивме. Вивалди и Пјацола. И многу убава критика добивме. И таква практика на концерти без диригент има своје убавено во тоа што
функционираме како едно добро и со диригент функционираме како едно тело, ама тука некако сме... Посебно концентрација, верувам, кај секој еден изведувач е голема на највисоко ниво, така да уште поголема е таа енергија која ја забележува и публиката, сигурна сум. За вашата музичка љубовна приказна со Олег јавноста знае многу долго, вие сте 20 години заедно. И не верувам дека има човек кој не знае дека Ана е снаа на нашата позната фолк примадона Блага Петреска, и која со огромна гордост зборува секогаш кога има прилика да зборува и за синот, и за снаата, и за внуките кои што го наследија вашиот талент, односно вашите ќерки. Да, тоа сакав да кажам. Порано кажувавме, кога ќе се представиш и гледаш дека човекот не те препознава, и кажуваш, јас сум снаа на Блага Петреска и одма, јасно. Се е јасно. Ама сега дојде моментот, помалата ќерка Летиција Кондратенко, што е сега учи во Москва. Студира виола? Се спрема да стане актерка. Актерка? Драмско учи. Браво. Да, и таа нас ни е позната тиктокерка. И кога сега одам по улица со неа, исто како со Блага Петреска, трчат по нас. Сите ве препознава, ева мајката на Летиција. Да, и сега јас сум како мајка на Летиција, не како снаа на Блага Петреска. Браво за Летиција. Летиција исто во овој концерт ќе има удел, затоа што мултимедијален, ќе има големо платно позади за видео проекција и видео инсерти направила Летиција со нејзин талент, со нејзин вкус, по нејзин вкус, ама јас сум воодушевена. Се надевам дека технички ова све ќе успее така што и публика ќе долови прекрасни видеата што направила Летиција за сите дела, ама посебно за тие писма кон другари, затоа што во нашата јавност никој од нив не е познат. Например, кај мене во Русија некои од тие луѓе се многу познати, ама во Македонија никој од нив не се знае за нив. Затоа кога прво мислев за концертот, мислев дека ќе треба да зборам, да објаснувам. Ама после помислев дека имам талент дома што може да направи многу убави видеа. Се ќе каже, да. И немам да имам потреба, не сакам да зборам на концерт, сакам да се концентрирам на мојата работа. И затоа видеата ќе каже све, ќе објаснат кои се луѓево. И мислам дека ќе има нешто ново, во смисол на не е популарно, затоа што ние кога имаме видеопроекции, тоа за некоја популарна музика, видео, игри, филмови, а вака објаснување на тоа што се свири, ја не памтам. Ке има подкрепа визуелна, така да. Навистина верувам дека публиката на 6 март ќе ужива во Македонската филхармонија. Во 8 сат на вечер. Ана, вие сте родена во Новосибирск, еден од најголемите или најголемиот град во Сибир? Во Сибир најголем. Каде температурите зимно време паѓаат, редовна била во зимно време -20, ама вели може и до -50 да отидат. Како се живее на тие температури? Функционираат нештата, си одат луѓето на работа, си работат училиштата, се? Сега почнав да мислувам одговор, поинтересен, ама уствари како и секаде во светот, дури на тој најладниот град со -70, луѓе се живеат, луѓе се функционираат, се прилагодуваат кон тие услови. Така и ние, тука ми беше чудно дека јас овде апсолутно не ми треба бунда, никогаш. Капа, ретко? Капа престанав да носам, сега кога бевме во Русија кај Летиција, осетив дека мене ми е чудно да облечам капа, затоа што веќе навикната во Македонија да не носам капа. Нормално, кога температури доаѓаат на некои екстремни -50, тоа престануваат и градинки и школи да работат неколку дена, дур се стопли на например на -30. Ама до -30
автобуси, нормално метро, све функционира како што е најнормално. Како што си е нормално. Што вика, што е сибирјак. Сибирјак не е тој што не смрзнува, туку тој што знае да се облече. Да. Како треба да се облече. Ние се облекувавме кога бевме деца, се облекувавме по неколку слоја нормално. Колахопки, едни панталони внатрешни, други панталони, трети од озгора. И кога јас бев малечка, имам слика, не можеш да спуштиш рацете, затоа што толку слоја, што рацете не можеш и вака ти висат, не можеш да спуштиш. Ама тоа, не помислуваш дека тоа не е нормално и си функционираш. Сега верувам дека почесто ќе бидете на релација Македонија-Русија, заради тоа што Летиција е таму, иако многу далеко е вашата дома. Вашата дома е далеку 2000 километри од Москва, а од Скопје до Москва има уште 2000, значи 4000 километри. Да, и тоа само пола Русија. 4 сати со авион и доаѓаш до половина на Русија, уште 4 сати треба до Владивосток. За жал е, да, премногу далеко да можеме секој, например, пола година, како што ние одиме сега кај Летиција, секоја пола година таму да одиме, ама бидејќи имаме по старата керка Леона, што учи во Германија, така што ние еднаш на пола година турне сме по керки, да, и сме сега некој нов период од октомври 24-та, нов период од наш живот, празна куќа, празен стан, ама затоа деца се срекни и задоволни со каде се наоѓаат. И го учат тоа што го сакаат. И го учат тоа што сакаат. А тоа е најголемата награда за еден родител, ми се чини, и дај Боже да можете секогаш да бидете тука кога ќе треба да се споделуваат некои убави моменти во нивните кариери, во нивните животи, а и баба Блага да се радува и да ни раскажува, бидејќи секогаш е интересно кога некој со својата животна мудрост тоа го прави, воедно и многу ја поздравуваме во овој момент, знам дека таа не гледа. Јас сум сигурна дека Македонската филхармонија ќе биде преполна на 6 март за овој необичен мултимедијален проект насловен како бајка, каде што изведувачите ќе бидат во опуштена тоалета, како што ни кажа Јана, во спортски патики, облека секојдневна, како што можеме да ги видиме и надвор кога се приватно, значи, облечени. Добро, пак нема да излеземе по тренерки, се пак сцена бара своја однесување. Ама мојата идеја беше да доаѓа публика, значи има концерти кај што стварно треба строгост, треба и од публика бараме да поубава тоалета, поубава по-мирно однесување. Овој пат сакавме да малку да издишиме. Премногу брзо живееме, премногу проблеми наоколу, премногу формалности, премногу неубави нешта се случуваат и се надевам дека овој концерт ќе се одржи и ќе се опуштиме на тој концерт, малку ќе одлечиме нашето внимание од секојдневноста и во убава смисла ќе бидеме опуштени. Да. Како Олег ме интересира, вашиот сопруг се справува со оваа женска енергија? Сопруга, 2 ќерки и мајка која ја знае цел свет, не ја знае само Македонија. Како султан. Не, се шалам, многу го сакаме и тој многу не сака и одлично се осеќаме кога можеме да... Се надополнувате, веројатно добро. И голема предност е кога партнерот, сопругот е од истата бранша, го може да ја разбере целата твоја... Голема предност во тоа што има разбирање. Да. Може не мора да биде од сопругот од истата бранша, ама ако има разбирање, ако има љубов, и мислам дека сите препреки ќе бидат надминати, така и ние со Олег имаме огромна поддршка еден кон друг. Постојано сме заедно на работа и во филмски оркестар и некако целата енергија нас дома, посебно кога се деца вратени, е такво исклучување од посебното живување. Да, исклучување од другиот свет. Так.
Одлично. Тука некаде го привршуваме разговорот. Многу ми е драго што бевте наша утринска гостинка и што најавивме еден ваков необичен мултимедијален концерт мартовски кој што ќе биде во чест на жената, ама и ќе биде награда за сите. Да, со задоволство ќе присуствувам. Благодарам, поздрав и до сите членови и учесници на овој концерт и верувам дека ќе биде настан за паметење. Фала многу, повелете сите, така ќе биде наслов и на првата композиција, повелете. Така, одлично.